Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не повторно со емисија од серијалот Врел Костен. Денес ќе разговараме за една тема што малку ја има во јавноста и еве телевизија Сонце ќе ја отвори. Доколку појдете во некој од рестораните во Западна Европа и побарате мени, ќе видите таму дека има салата Macedonian. Што тоа значи, ќе ви стане јасно кога ќе ви ја донесат. Тоа е мешана салата од многу состојки. Исто онолку состојки колку што има етнички заедници во Македонија и токму затоа таа е така наречена. Вечерва ја отвораме оваа тема затоа што се сеќавате добро дека после настаните од 2001 и рамковниот договор Македонија беше дефинирана како мултиетничка држава. Но настаните чии сведоци сме ние, се повеќе не уверуваат дека не е мултиетничка, туку е двоетничка, како во неја да живеат само македонците, албанците, а другите нигде ги нема. Од тие причини, вечерва во студиото поканив тројца гости, а тоа се господјата Снежана Тројачанец, председател на заедницата на хрватите во Македонија, инаку асистент на факултетот за земјоделски науки, клиничка биохемија, така некој доаѓа. Потоа господинот Игор Александров од Австралија, македонец, наш иселеник, кого добро го познавате, но вечерва е во улога на представник на мултиетничноста на Австралија да ни ја пренесе какви се тамошните искуства. Третиот гостин е господинот Мирољуб Орландич, председател на црногорците во Македонија и председател на мрежата за мултиетничност во Македонија. Почитувани гости, добре дојдовте во студиото и да ја отвориме емисијава. Прво, нели по протоколот, дамата Снежана е председател на хрватите во Македонија и ме интересира незиното искуство. Дали мислите дека можете во овие услови на двоетничност во Македонија што се применува да го задржите идентитетот на хрватите во Македонија? Па, пред се добро вечер на сите. Вака, мора во почеток само да ве поправам, во моментот сум координатор на ограноци во заедница на хрвати, бев председателка во 2 мандати и представник сум на хрвати од Македонија во едно државно тело во Хрватска, кој се вика Државни уред за Хрвате изван Републике Хрватска. Благодарам на исправката, продолжите. Вака, може. Меѓутоа, мора да бидеме многу упорни и многу вредни, затоа што сме тука, затоа што постоиме веќе со столетија и ние нашето не си го даваме, сакаме да си бидеме и да си останеме во Македонија. Не знам колку ви е познато, 2007 година е потпишана и билатерална спогодба за заштита на македонци во Република Хрватска и хрвати во Република Македонија. Значи, ние сме и со една таква спогодба, да речеме, заштитени, така да апсолутно јас ви гарантирам дека ако се најдеме заедно година дена, ќе имам малце подобри вести од колку сега. Сега ни е тешко, меѓутоа верувам дека барем за хрвати ќе биде малце нешто сменето. Орландич, каква е состојбата со црногорците во Македонија? Добро вечер од мене. Посакувам да имаме убава дебата вечерва, бидејќи темата е она за која сме исклучително заинтересирани. Значи, состојбата со црногорци е малку поцрна од состојба со хрватите, бидејќи ние немаме билатерална спогодба помеѓу Македонија и Црна Гора за заштита на малцинствата. И ние сега се наоѓаме во состојба да тропаме повратите, да бараме остварување на некакви своји права, бидејќи самиот концепт во Македонија за заштита на права на малцинствата, значи правна и институционална рамка, е со негативен предзнак.
Значи, просто речено, за да остварите некое свое право во Македонија, која се малцински права во прашање, вие треба да идете на тропате на некоја врата, и онда ќе добиете или негативен или позитивен одговор. Не постои систем врз основа на кој можете да ги остварите своите права во Македонија. И тоа не се однесува само на црногорците, бидејќи јас застапувам групација на 9 национални заедници, значи руси, украинци, пољаци, унгарци, словенци, хрвати, египтјани, јермени и црногорци, значи ние имаме таа мрежа за мултикултурна Македонија и ние сакаме Македонија да ја афирмираме како мултикултурна, мултиетничка и мултинационална држава, бидејќи тоа е стварност. И тоа е наша основна цел, затоа се друживме, веќе 6 години функционира таа мрежа, но за жал резултатите се катастрофални. Значи, така. Ова за ВОВЕТ е некако многу песимистичко. Игор, какви си искуствата од мултиетничка Австралија? Ти доаѓаш од таму. Можеш да им пренесеш на гледачите и на нашите гости искуства за мултиетничноста во Австралија? Две работи што сакам да кажем. Мултиетничка држава не е ниту Австралија, ако зборуваме за уставна дефиниција, не е ни Република Македонија според рамковниот договор, иако така се толкува. Државата Австралија е држава на нејзините граѓани, на австралиската нација. Во таа нација има поединци кои што имаат различни етнички потекла и културни вредности, но сепак сите тие заедно се припадници на австралиската нација и австралиската национална свест и припадност која што ги обединува. Разликата со Австралија е што не прави ексклузивитет помеѓу националната припадност и етничката припадност. Може да си по националност австралијанец со друго етничко потекло, а може по националност да си австралијанец, но тоа да го поистоветуваш со свое етничко потекло. Значи, едноставно државата не се меша во тие дефиниции кој на кого му припаѓа, на која етничка заедница припаѓа. И нашиот идентитет таму како македонци не се заснова на некаков договор со Република Македонија или на некаква наша лојалност кон Република Македонија како држава. На нашата етничка припадност како македонци, како еден народ кој што живее расеан из целиот свет. Ние кога се обединуваме таму како македонци, се обединуваме меѓу македонци од егејскиот дел, од перинскиот дел, значи со македонци кои што никогаш не живееле и немале некаква обврска кон Република Македонија како држава. Да, но сега ова ти што го кажуваш како дефиниција овдека изгледа не е така уредено во Македонија. Апсолутно не е уредено и тешко е да се споредува Австралија и Македонија. Неспоредливо, затоа што тамо целиот систем функционира и тамо е тогаш во ред да си бидеш пред се австралијанец, значи како граѓанин на Австралија, па после низ активности, меѓутоа тоа мора да се напомне што ти ги овозможува и обезбедува државата низ разни проекти, тела и така натаму, ти биди си тоа што си. Овдека, за жал, е нешто сосема друго. Извртено. Да, Орландич, јас секогаш викам, јас сум од Македонија, граѓанин на Република Македонија, меѓутоа, моја етничка припадност, јас сум хрватка. Така. Орландич, како мислите дека може да се дојде до некој степен на свест дека секој што е граѓанин на Македонија е пред се граѓанин на државата Македонија, а неговата етничка припадност да е негова приватна, како да кажам, приватно чувство. И дали може да се дефинира дека државата не ги спречува, ако не ги овозможува, барем не ги спречува манифестациите на етничката припадност? Значи, овдека се сега повеќе прашање, меѓутоа јас ќе ви одговорам многу едноставно. Мотото на заедница на црногорците во Македонија, тоа можете на нашиот сајт да го прочитате, Македонија е наша домовина, а Црна Гора е наша отачбина. Значи, државата од која потекнуваме. Значи, ние не бегаме, не да не бегаме, него јас се чувствувам, ја нема да му дозволам на ниеден македонец од било која етничка припадност да помисли дека е поголем македонец од мене. И чувството на припадноста кон Македонија
И апсолутно. Тука не сакам за тоа да спориме. Проблемот е во тоа што Македонија потпиша низа европски конвенции и договори за заштита на права на малцинствата, пред се во областа на култура, јазикот и историја. И значи ние треба да го сочуваме својот јазик, и тоа е проблемот што од државата очекуваме поддршка. Значи не очекувајте да влеземе во политика, не очекувајте да мафтаме со знамиња и не знам што друго да правиме. Ние се обидуваме да ја сочуваме својата историја, својата традиција, својата култура и својот јазик. И тоа во рамките на некои многу мали нешта што очекуваме од државата, ништо повеќе од тоа. И тогаш чувството на припадноста кон Македонија ќе биде апсолутно кај сите заедници во Македонија. Тоа ви гарантира. Да продолжиме, дозволете еден цитат. Минатата година на 16 јули, кога беше донесен законот за заштита за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија во парламентот, пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН изрази надеж дека со донесувањето на овој закон Република Македонија ќе биде една од ретките европски земји во кои на ова ниво ќе се заштитуваат и спроведуваат правата на помалите етнички заедници. Со овој закон е формирана и Агенцијата за заштита на граѓаните на Македонија што се под 20%. Дали таа агенција функционира? Ако ме прашувате мене, конкретно ќе ви одговорам. Значи, законот во својот наслов е дискриминирачки. Што значи тоа под 20%, дека некој над 20% има, па некој надолу? Значи, самиот закон во својот наслов дискриминира одредена групација на луѓе. Второ, Вие мислите, го делите ова мислење со Орландич? Мислам дека законот е уште од 2007 година, па се чекаше со агенција 1-3 години да се формира, а јас само ќе ви кажам, се работи за фиктивно и за фактички. Ние имаме фактички агенција, меѓутоа само фиктивно имаме своји права, односно може да добиеме оно што ни треба, повторно средства, односно техничка поддршка за оно што сакаме да се го сочуваме, веќе господин Орландич рече. Значи традиција, јазик, култура. Како во Австралија се заштитуваат овие категории што си ги спомнавме пред малку? Вака, најосновната заштита е што законски се забранува и се применуваат тие забрани, се забранува дискриминација на етничка или верска основа. Граѓанската држава по дефиниција подразбира дека сите граѓани се еднакви пред законот, независно од етничката припадност или верската припадност или полова припадност. Ако ние правиме некои правила како што има веќе и Уставот на Македонија врз основа на рамковниот договор, кои што се косат со таа дефиниција на државата како граѓанска држава, тогаш ние имаме внатрешен конфликт во самиот систем, затоа што не можеш од една страна да видиш дека граѓаните се еднакви пред законот, а од друга страна заради тоа што некој припаѓа на етничко малцинство кое наводно представува повеќе од 20% од населението, да има некои права кои други припадници на етнички малцинства ги нема. Или пак затоа што си македонец по етничка припадност, пред законот, пред системот да уживаш некои права кои што етничките малцинства не ги уживаат. Пред се треба да се вреднува поединецот, квалитетот на поединецот, но над сето тоа треба да биде лојалноста кон државата, кон заедничката нација која што сите ние заедно како мултикултурно општество ја делиме. Ако приоритет ни е лојалноста кон она што не е заедничко, тогаш во ред е да си го остваруваме, да си го славиме, да си го практикуваме она што не разликува. Но треба да има граница. Кога она што не разликува влегува во конфликт со она што ни е заедничко, тогаш мислам дека треба да се стави граница на етничката посебност. Се согласувате со ова што го вели Игор? Тоа што се нарушува кохезијата меѓу. Апсолутно да. Јас секогаш нагласувам, сме лојални граѓани на Република Македонија. Значи, се гордееме што сме тука и што живееме во Македонија, што е многу битно, ги почитуваме законите и редовно плаќаме даноци. Дали на вашата заедница, на хрватите, ви е овозможено на вашите деца да им одржувате часови по мајчин хрватски јазик со средства од државата Македонија? Директно прашувам. Не.
Зошто? Со средства од Република Хрватска. Затоа што Дали можете тоа сега- што го имаме, односно билатерална спогодба, за жал се уште не функционира. Ова што сега го велите, билатералната спогодба не функционира. Да. И претходново. Може ли да не кажете какви се правата на македонците во Хрватска? Ако сакате, во една од наредните емисии можам и да ви донесам некој македонец од Република Хрватска, затоа што за секоја помош или поттик која ќе ни треба да настапиме пред македонски власти, ние апсолутно ги повикуваме наши драги пријатели македонци од Република Хрватска да им кажат како целиот систем успешно функционира во Хрватска. И мене ми е задоволство и се гордеам со Република Хрватска како ги третира малцинствата или етнички заедници, затоа што навистина тамо тоа функционира. Може ли да не кажете, ако го знаете тој податок, колку од буџетот Република Хрватска на годишно ниво издвојува за заштита на етничките заедници во таа земја, конкретно за македонската заедница? Вака, воопшто не можам да ви кажам, значи, вкупната сума за сите малцинства. Меѓутоа, можам да ви кажам дека за годинава само, значи, од државен буџет добија околу 100.000 евра. А каде е уште на локално ниво, односно на ниво на жупани, и уште посебни средства се оделуваат за се македонско виеќе. Значи, отприлике, кога ќе се соберат сите три купчиња, излегува нешто помалце од 300.000 евра на годишно ниво. А колку хрватите во Македонија добиваат од буџетот на Македонија? Во 2013 година не сме добиле ништо. А претходно? Претходно преко некои проекти во зависност од година на година, од некаде 10, 5, 2, 11.000 евра ни беше една од најплодните години. Орландич, вие рековте дека Црна Гора нема спогодба со Македонија како што има Хрватска, но сепак вашава организација добива некои средства од буџетот за заштита на тие етнички вредности на црногорците? Не. Дали вие барате? Сме учествувале во барање, аплициравме за различни проекти, меѓутоа никогаш не сме добили ниту еден денар од Македонија. Имаме позитивни примери од некои институции, како што се музеј на град Скопје, како што се некои библиотеки, институти кои излегуваат во пресретни, дават простор да имаме своји манифестации, меѓутоа конкретно во надоме за било што не сме добили. Дали во Австралија се случуваат вакви дискриминаторски односи, системот дали ги генерира или не? Вака, дискриминација до некаде има насекаде, но нема системска дискриминација во смисол да е тоа со закон, дискриминацијата да е со некој закон потврдена, во смисла некој етничко малцинство може да ги изучува езиците, а друго не може. Во Австралија образовниот систем е делумно, мислам, на основно и средно училиште, повеќе мислам, делумно е државен, ама има и приватен сектор. Во државниот сектор, локалните училишта, ако има доволно студенти од македонско или било кое друго етничко малцинство, и нивните родители бараат тие деца да го изучуваат македонскиот јазик или да имаат и часови по македонска историја или македонска култура, тогаш училиштето тоа го организира зависно од буџетските можности и приоритети, зависно од тоа колку има потреба и за други етнички групи да организираат такви настави. Тогаш училиштето си ги плаќа учителите, ние се разбира имаме македонски училишен одбор преку кој што координираме кадар на македонски учители, си ги плаќа учителите, кои што ги плаќа сите други учители во училиштето. Но тука станува збор само за час по македонски јазик, час по култура, а не редовната настава да ја следи на некој друг јазик освен англиски. Редовна настава се следи исклучиво на англиски. Снежана, веројатно забележавте во излагањето на Игор спомна една одредена група припадници на народ во Македонија има ексклузивни права, другите не. Прашањето до сите вас. Дали мислите дека настаните од 2001 и рамковниот договор сменија некои работи и условија, иако декларативно Македонија е мултиетничка, да стане двоетничка? Па, за жал, можам отворено да кажам да. Орландич, вие? Значи,
Прашањето е доста комплексно и бара еден посодржаен одговор, меѓутоа рамковната спогодба ниту еден момент не спомнува два ентитета во Македонија кои треба да прават спогодба и да делат власт и така натаму. Рамковната спогодба во секој свој член кажува дека таа е подпишана за да се постигне правична и соодветна застапеност на припадниците на етничките заедници во Македонија. Значи, никаде не се спомнува биетницизмот кој е практично на власт. Некои квази експерти кои ги слушав после подпишувањето кажаа дека ова е историски договор помеѓу македонците и албанците. Мислам дека тоа е невидена глупост. Значи, рамковната спогодба значи дека констатира и Европа и Македонија дека во рамките на државните служби не постои соодветна и правична застапеност на припадниците на етничките малцинства и дека тоа треба да се исправи. И тоа со еден систем требаше да се направи, без многу помпа. Сега испаѓа дека треба да се подели власта на два дела и така натаму да функционира сосема некој поинаков систем. Да, меѓутоа, реално, едно е тоа што стои на хартија, тоа веќе го кажавме како и спогодбата и рамковниот, а друго е вистинскиот реалниот живот. Игор повели. Морам да коментирам на овака. Факт е дека не спомнува рамковниот договор изричито две етнички групи во Македонија, но практичната, оперативните делови на рамковниот договор се такви што така е дела државата. И во спогодбата со Грција не се зборува за Македонија и Грција, ама знаеме на колку се однесува спогодбата. Конкретно имаш некоја илустрација на ова што го велиш? Во рамковниот договор, например, се определува да има покрај македонскиот официјален јазик на државен, да има и друг официјален државен, ако малцинството кој што го користи тој јазик представува повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Понатаму, во рамковниот договор се воведува едно правило кое што јас не знам да постои во некој успешно мултикултурно. Кој е тоа правило? Каде што за да се смени уставот, за да се донесе закон за локална самоуправа и дури и закони за образование, некои правила во однос на финансиите на администрацијата. Покрај тоа што треба просто мнозинство во парламентот или во некој случај, во случај на амандман на уставот во третинско мнозинство, дополнително на тоа треба да има мнозинство од пратениците кои што ги застапуваат малцинствата. Сега ние не треба да ни каже рамковниот договор како се создава тоа мнозинство. Се знае колку пратеници има во парламентот кои што се припадници на ТУИ и ДПА, а колку има на други етнички малцинства. Се знае дека во пракса, ако албанскиот блок гласа против било кој амандман на уставот или против било кој закон што го донесе парламентот, кој што на некој начин ги опфата со рамковниот договор и со уставните амандмани кои што се направени како резултат на тој договор, дека ќе го блокираат тоа. Најголемиот проблем тука, тоа не мора да биде проблем ако постои волја кај албанските партии за вистинска мултикултурна интеграција во оваа држава. Но реалноста е дека тие водат една сепаратистичка политика. Игор, дозволи. И таа моќ што ја има. Дозволи овде една мала за патот кон тој сепаратизам. Една мала дигресија. Поштувани гледачи, веројатно забележувате дека имаме тројца соговорници. Ние во подготовките на оваа емисија правевме крајни обиди да обезбедиме и еден учесник од албанската етничка заедница во Македонија да дебатира во оваа емисија, но со разни оправдувања да службена спреченост, службени обврски и така натаму, одбија да учествуваат, рекоа во некоја следна прилика. Но да продолжиме. Ме интересира за сите вас едно круцијално прашање. Рамковниот договор е подпишан за завршување на конфликтот од 2001. Некои теоретичари велат дека не е легитимен од причина што кога има воен конфликт, примирието го подпишуваат водачите на тие две завојувани страни. Во случајов тие не беа подписници на тој рамковен договор, туку беа подписници и лидерите на политичките партии. Со олеснувачите, се сеќавате Франсуа Леотари и Джеймс Пердју. Но прашањето до сите вас гласи: дали конфликтот од 2001 и рамковниот договор е креација на големите сили за остварување на нивните стратешки некои цели и интереси?
Орланич? Не. Вие, Снежана? Па и јас мислам не. Меѓутоа, целиот тој рамковен договор сметам дека е малце извртен и самиот Баден-Терс своевремено рече, ама јас не го замислував ова вака. Така да, тоа е тоа, мислам, треба да бидеме реални и треба да гледаме во иднина и да се обидуваме сите да живееме еден соживот, а не паралелизам. Игор, ти што мислиш за ова прашање што го постави? Рамковниот договор за мене не е легитимен затоа што е присилно донесен. Заради тоа е нелегитимен. Во едно слободно граѓанско општество политичките решенија, оставните решенија се донесуваат според слободната волја на граѓаните и тоа по правилото дека секој глас има подеднаква вредност. Во овој случај најголема вредност има гласовите на населниците. А за тоа дека не е легитимен затоа што не го подпишале учесниците во војната, не мислам дека тоа е некој голем фактор, затоа што ние знаеме дека албанските партии кои што учествуваа во подпишувањето на тој договор го поддржуваа она што го правеа терористите, она што го правеа луѓе кои што подоцна се дефинираа како борци за човекови права, а на почетокот на војната самиот генерален секретар на НАТО ги квалификува како терористи и како криминални убийци. Добро. Дали мислите дека може во Македонија да се генерира едно движење, една сила, да кажеме, или не знам тоа како да го дефинирам, кое би успеало да најде некој заеднички именител, заеднички интерес за сите граѓани на Македонија да се обединат околу тоа и да тргнат конструктивно во иднината, а не со деструкција? Па тоа би требало да биде иднина на Македонија. Имате ли размислувано што конкретно би можело тоа да биде? Па знаете што? Имам размислувано, меѓутоа далеку сме од реалноста се уште. Ние си тераме нашите некои размислувања од тој правец во наша мрежа за мултикултурно општество. Меѓутоа, едно од главни размислувања и идеи би требало да биде, значи, на национално ниво, да се поврзуваме со екологија, со спорт, со припадноста на ова убава земја Македонија. Орланич, вие во вашата мрежа за мултикултурализам размислувате за овој проблем? Не размислуваме, ние нудиме и концепт. Значи, ние имаме конкретен став. Оно што го слушнавте од господинот Игор на почетокот е наш конкретен став. Значи, Македонија дефинитивно мора да биде граѓанска држава. Македонија мора да гради сите институции да функционираат така, почнувајќи од уставот, дека граѓанинот е носител на суверенитетот, а не етникумот. Во моментот ние имаме владење со државата од страна на етноструктурите. Значи, нас ни треба владењето во државата да се спроведува по основните принципи на граѓанскиот концепт, каде граѓанинот ќе биде носител на суверенитетот. На тој начин секој граѓанин ќе го има чувството на припадноста кон својата нација. нација. Сега го рековте е теоретската поставка на тој концепт. Практично што предлагате за да се реализира тој концепт? Значи, ревизија на уставот кој и во преамбулата и во наредниот текст ќе дефинира Македонија како граѓанска држава, носителите на суверенитетот ќе бидат поединецот, тоест господинот граѓанин, и веднаш сите закони што следат, што се базираат врз основа на уставот, да бидат регулирани на тој начин. Да, нема друго. Ова што сега го рековте подразбира една комплетна и целосна ревизија на целиот правен и општествен систем. За такво нешто треба еден поширок национален консензус и треба една јака кинетичка енергија од граѓански некои изблици на движења. Дали мислите дека ги имате силите за тие два подвига? Не, далеку сме. Ние немаме таква моќ, тоа е дефинитивно. Меѓутоа, од ден на ден добиваме покани од дел од
политичките партии кои излегуваат на политичка сцена во Македонија, кои нашата програма ја инволвираат во своите програми и кои инсистираат на граѓанскиот концепт и кои инсистираат на ова што ние го бараме, значи да се создадат услови во државата да секој граѓанин има под приватна свое етничко, национално, културно и така натаму, да е секој граѓанин на Македонија почитуван граѓанин, без оглед на негова било каква различна. Дали се согласувате со ставот дека политичарите лесно ветуваат во своите програми и брда и долини, а всушност кога ќе дојдат на власт сето тоа го забораваат? Кратко и јасно, да. Да. Игор? Така, само сакам да коментирам на ова претходно што го спомна господинот. Мислам дека не е прашање само на закони и устав, многу е битно секој устав и секој закони да бидат компатабилни со граѓанската свест и со политичката култура во државата. Мислам дека овдека проблемот е што ние веќе имаме партиско-етничка поделба на државата. Дори и кога зборуваме за албанското етничко малцинство, таа не ги остварува своите права равноправно, туку врз основа на тоа дали е лојално или служи на одредена политичка партија која што е во владата или во локалната власт. Истото се случува и со останатите граѓани на Република Македонија. Ние знаеме дека и од етничките македонци и од етничките малцинства има луѓе чии права се запоставени затоа што не се поврзани со една или друга партија која што може да дели работни места или да дели привилегии или да дели казни за непослушност. Мислам дека најмногу што е потребно во оваа држава е повеќе граѓански активизам, слободен граѓански активизам, кој што ќе речеме луѓе, вие паркајте си вашата работа, вашите партиски интереси, вашите приватни интереси, но нашите заеднички интереси како граѓани треба да бидат над се. А што е заеднички интерес? Прво треба да сватиме дека во наш заеднички интерес да ги заштитиме правата на другите, за и тие нашите права да ги штитиме. Треба секој овде како што ќе го наруши правото на некој припадник на некоја етничка група да знае дека со тек на време тоа може и да му се врати. Ако некој од албанската заедница ја искористил политичката состојба во 2001 насилно да наметне своја волја во останатите дел од граѓаните заради сојуз со Америка и меѓународната политичка клима во тој период, треба да размисли дека ќе дојде време кога можеби етничките македонци или некоја друга етничка група во Македонија ќе биде сојузник на некоја поголема сила, па ќе го злоупотреби тоа сојузништво за да се шири на сметка на други. Затоа што, например, вака го тераме, ако ние имаме тука едно етничко малцинство кое што повеќе гледа лојалност, повеќе гледа солидарност со албанците во Албанија или на Косово, отколку со граѓаните на Република Македонија, ако дојде до една ситуација каде што македонците веќе се чувствуваат безнадежни, бидејќи тука имаме и верски фактор, а не само етнички фактор, не треба да ме чуди ако по 20 или 30 години дури и оние македонци кои што сакаат македонска независност ќе речат па не можеме така, ајде се придружиме со Албанија, мислам со Бугарија или со Грција или со Србија, за да ги протераме албанците од Македонија. Па на крајот на краиштата тоа се случува нели и после индепендентското восстание, кога македонците, па и сите други мислам кои што учествувале под македонци, подразбирам сите кои што сакале една заедничка македонска држава. Кога решиле дека не може така, што се случило? Братоубиствена војна заради лојално, затоа што едните сметале дека спасот ќе ни биде во Бугарија, другите го барале спасот на некој друго место. Снежана, ова што сега Игор го говореше е црното сценарио. Што може да направиме за да биде бело? За она девиза чашата е до пола полна, не празна, значи не би сакала црно сценарио и еве сега го повикувам Игор низ една соработка која ќе ја продолжиме надвор од ова студио, да направиме еден убав проект и да тие ни бидат една движечка сила која полека ќе ни помогне да создадеме едно граѓанско движење кое ќе биде сплет на сите нас мали етникуми и нормално македонци, етнички македонци, кои ќе отвориме небо за сите нас и заправо ќе тргнеме кон оној третиот пат кон кој сите тежнеме, а тоа е
една Македонија за сите и сите да се гордееме затоа што сме си тука и затоа што сме од Република Македонија. Гора, се сеќавам дека едно време беше актуелен во овдешната јавност како продуцент на оној филм документарен Еге и Пирин и Мала Преспа, три македонски судбини. Какви се состојбите на македонците таму во однос на состојбите на другите етнички заедници во Македонија? Само да коригирам, јас бев извршен продуцент на емисијата. Продуцент беше македонската православна заедница од Сиднеј. Тоа беше, таа документарна емисија беше правена во основа на една посета на Егејскиот, Пиринскиот и Мало Преспанскиот во Македонија, која што ја остваривме со придружба на пратеник од Австралија, за кој што јас тогаш работев како советник, пратеник кој што беше посебно посветен на човековите права во Австралија, особено човековите права на поединецот и на малцинствата, кои што често се угнетени од политичката волја на мнозинството. Не според уставна демократија, дефиниција, туку заради тоа што реалната политика. Демократијата е таква што мнозинството често ја остварува својата волја на сметка на малцинствата. И можам да кажам дека тој беше шокиран од она што го виде, а и јас бев шокиран од она што го видов. Иако толку време сум читал, ми кажувале што се случува таму, сепак веќе се види на лице место во каков терор, во каков страх, во какво чувство на угнетеност живеат тие луѓе. Мислам, се добива една слика која што веројатно некој може да се добие. Тука станува збор за луѓе кои што се плашат да кажат дека се македонци на улица, да зборуваат македонски, не само затоа што полицијата ќе ги може да ги гони или да бидат дискриминирани во државните институции или во деловниот во деловната сфера на општеството, туку нивни луѓе, македонци пород, плукаат по нив, викаат по нив, затоа што сметаат дека нив ќе им направат проблем, затоа што се кажуваат дека се македонци. Во Пустец, во Албанија, тука луѓето се оставени дури без вода, за да може да се измијат или да се напијат, без да се заразат, мислам. Барем така беше 2006 година, може би до сега има некоја подобрување, затоа што повеќе се активираат, но сепак печатокот, например, на пратеникот кој што беше во нашата дружба беше дека се враќа некаде во 18 век. Снежана, дали мислите дека состојбите на Балканот под Сава и Дунав се генератор на кризи се уште иако сме 21 век? Па не би сакала. Јас сум вечно оптимиста и мислам дека од кризи е веќе доволно. Во 21 век сме и треба да се свртиме кон иднина, кон нешто племенито и еве. И положбата на македонци во Пустец и во околниот регион е сепак нешто подобра отколку што беше 2007 година. Не е идеална, меѓутоа они сега имат представник, дали во парламент, не знам, не сум следела точно, меѓутоа остварија едно ниво повеќе права отколку што има. Колку што знам, почна со струја, вода и такви работи. Значи, полека се оди кон подобро. И тоа мислам дека треба да ни биде девиза на сите, не да се вртиме кон назад, затоа што знаеме дека секогаш не вика семе на раздор. Ајде да не бидеме веќе тоа семе на раздор, да не спомнуваме балкански војни и понатаму, да се фатиме нешто заеднички, да се работиме. Сега што го говорите, како да го слушам американскиот амбасадор на трибината во Тетово. Орландич, чув еден податок за големи дивергентни разлики во однос на бројката на припадниците на другите националности во Македонија во однос на 2002 пописот и сега. Како стоја состојбите? Како стоја состојбите на тој план? Па имаше повеќе пописи во Македонија. Првиот е направен 47 година и на наредни 10 години се правени со ред. Значи, состојбата беше следната. По однос на
припадноста национална, имаше 33 националности во Македонија на сите тие пописи. Нивната бројка се става во група останати, значи не македонско и не албанско и не овие 5 што се обработени, се движеше околу 90.000, 89-90.000. Последниот попис кажува дека таа бројка е 21.150, што значи дека за само 6 години од претходниот попис до овој 4 пати до 5 пати е намалена бројка на званичната бројка на пописот. Тука ние правевме анализа, размислувавме што е причината и така натаму. Значи не се работи само за асимилација, туку се работи за погрешна примена на пописот, погрешна методологија и така натаму. И ние учествувавме во работата на двата комитети за однос помеѓу заедниците и во Собранието на Македонија, каде инсистиравме дел од пописниот материјал да биде поинаку решен. Бевме заедно со Снежана тогаш и понудивме конкретни решенија од кои можеше да се слободно искаже својата национална припадност без претходно да ви нудат одговор. Тоа е прифатено, за жал пописот не е успешен, што за нас представува посебен проблем. А добро, дали може да кажете ваше сознание зошто Македонија нема толку време попис повторно? Требаше во 2011 да има попис. Ајде, тоа е многу, тоа треба да го одговорат стручните лица. Јас моето искуство можам да ви го пренесам, сум бил и во Источна и во Западна Македонија повеќе пати и констатиравме дека нашите роднини, бидејќи ние тука живееме, нели, одиме на свадби, на веселби, се дружиме со луѓе, констатиравме дека големиот дел од македонско население напушти Македонија во последните неколку години. Посебно е пустош направена во Источна Македонија и во дел од Западна Македонија, кој е од Тетово према Гостивар. Значи, мислите дека тоа е причина што попис не се одржа? Па тоа треба одговорните луѓе да ви кажат. Меѓутоа, предпоставувам дека се констатира дека не може да се изврши попис во состојба кога нема луѓе. Снежана, го дели това мислење? Па, дефинитивно тоа е комплексно прашање и колку што сум запознаена, од прилика мојот одговор е ист како на Мирољуб, значи затоа што голем дел од македонци, сега зборувам за граѓани на Република Македонија, е исел. Политичките партии се плашат од тоа сознание да не се појави на пописните листи. Така е, односот да не се смени. Игор, дали мислиш дека на Македонија и престојат светли или темни денови? Зависи од тоа дали некој ќе се бори за посветни денови. На крајот на краиштата сам се согласувам дека ние не треба да размислуваме многу за црни сценарија, но треба да се научиме од тие црни сценарија. Да извлечеме поуки, а? Од грешките кои што не довеле до тоа. За жал, често пати, мислам често, почесто, колку не, правата и колку и да постојат на хартија се остваруваат со политичка борба. Оној кој што има надмоќ, некого тешко се откажува тоа, освен ако се увери дека мора, дека и неговите интереси ќе бидат загрозени, ако тоа не го направи. Мислам дека единствено преку по-жестока, по-отворена, по-смела политичка борба од страна на праведните луѓе во Македонија ќе дојде до некоја позитивна промена. И не мислам дека тоа само важи за Македонија, мислам дека низ целиот Балкан е потребно тоа, затоа што иако можеме некои балкански држави се малку понапред од други во надминување на оние историски меѓуетнички конфликти на Балканот кои што го оставиле толку поназад од светот што е денес, мислам дека сепак има менталитетот тешко се менува. Мислам не е поменат доволно долг период за да се смени, а менталитетот се менува пред се со убедување, со политички активизам, со проповедање, да речем, од страна на оние луѓе кои што се веќе просветлени. Така, Снежана, дали мислите дека во следното ваше гостување кај нас ќе имате по-оптимистички информации за гледачите? Се надевам. Се надевате, а? Се надевам. Орландич? Па Ваша порака до гледачите за крајот на емисијава?
Мислам дека е основна порака на наша мрежа да ги почитуваме различностите како можност да сите бидеме почитувани од другата страна. Значи, тоа што сме по некој основ различни меѓу себе, дали по вера, по нација, по етничка припадност треба да биде позитивно, а не негативно чувство и со меѓусобно почитување на сите припадници на малцинствата, без оглед дали се работи за етнички или некои други малцинства, ќе постигнеме многу повеќе од ова што имаме денеска. Ако некој сака да се приклучи на вашата мрежа, каде може да ве најде? Много едноставно, ние се наоѓаме кај Зеленото пазарче, таму ни е канцеларија, значи имаме свој сајт, може да се јави. Сите оние кои се невладини, непартиски, непрофитабилни и кои заговарат мултикултурна Македонија се добре дојдени. Почитувани гледачи, ова беше нашата емисија дали Македонија е мултикултурна или двоетничка. Од дебатата ви оставам сами да заклучите што сознание водите и добивате. На моите гости им благодарам за гостувањето, а ветувам дека оваа тема се уште е актуелна и телевизија Сонце ќе направи обид да продолжи во некоја друга прилика. До тогаш, довидување и пријатно.